Едното општинско училиште Орде Чопела од Прилеп и на кој едно од училиштата кои учествуваа во вашата акција и во вашата анализа за енергетски ефикасни училишта. Да, за еглеродниот отпечаток. Да. Одлично, да. Имам уште неколку тука и не знам дали ги следите, можеби ние на веб страната ги објавуваме анализите и на Facebook. Да. Ќе продолжи таа кампања и генерално и оваа конференција е дел од таа иницијатива за намалување на еглеродниот отпечаток. Едната е за денеска збориме за енергетски ефикасни училишта, а на 23 јуни тоа ни е начална дата, ќе збориме за сончева енергија за школите и за можностите за училиштата да инсталираат фотоволтаици или солар термал колектори, али генерално да имаме сончева енергија во школите. А денеска за енергетска ефикасност ќе збориме. Многу малку имаш, Антонио, градоначалници. Сите се со кризата на штабови, веројатно. Да, јас искрено и не ги поканив градоначалниците толку, мислам, агресивно, испратив една покана, или нели за да дојдат треба уште малце да се јавиме лево десно за да ги потсетиме, али генерално не инсистирав на нив, ми беше многу поважно да имаме наставници, општини, луѓе што реално ќе ја сработат и што се подолгорочно во, да речем, школите, општините. И тие ми беа најважни, ми е мило што имаме такви, а секој градоначалник се надам, ако има некој можеби ме слуша, е добре ден, али мислам дека повеќе вака дискусија за луѓе што се реализатори и што сакаат да направат нови работи. Секако на крај треба и да намин од градоначалникот, ама сите ако се согласиме, ќе добиеме јамин од градоначалниците. 9:56 е на мојот дат, уште 5 минути, ајде да речеме дека ќе почекаме. Можеме вака да разменуваме информации, да се представуваме уште тие неколку минути, а после ќе почнеме и со официјалниот дел. Тино, како е у Кичево, Тино? Добро е, Љупчо, добро. Не знам дали ме слушате. Да. Да? Добро е. Јас сум Тино Алексов, раководител на одделение за енергетска ефикасност во општина Кичево. Гледам, нема многу општинари, све се од училишта. Па не знам, еве имаме градоначалници. 44 луѓе, кој од општина, кој од училиште, препоставувам училиштата можеби се позастапени, дека се позаинтересирани да видат како, али општините па се важни да иницираат. Да видиме кој има други наслов стоит училишта и да. Тие не се главната целна група во секој случај. Имаме од Кичево, Тино, од Карпаш секако имаме, од Скопскиве општини имаме уште некој? 48 имаме приклучено сега за сега. Супер. Кисела вода. Супер. Кисела вода, баш сакам да ја видам. Добар ден. Битола имаме. Добар ден. И од Битола, одлично. Таки да, скало да. Јас сум од Света Никола. Одлично, браво. Од Куманово. Куманово. Велес. Велес. Од Струмица. И од Струмица, браво. Од Прилеп најмногу. Од Босилово. Босилово. Има Прилеп, поздрав. Поздрав до прилепчани. Од Гевгелија. И Гевгелија, поздрав од Гевгелија. Супер, имаме застапеност убава. Одлично, ова е еден од помногу бројните конференции на која сум учествувал. Баш ми е мило, имаме 49 до сега. Гледаме овде од страна ми е. И гледаме пред. Уште имаме пријавен. Добар ден, ево го звонко е број 50. Имаше 124 пријавени. Може би да регистрирани на формата, имаше 124. Со тоа што дури ние во 4 ја затворивме вчера, во 16 часот ја затворивме за регистрација
И потоа ми се јавува уште неколку луѓе од општини, од школи, за да се регистрираат, али официјално имаме 124 регистрирани, а моментално 54 гледам присутни. Па така, отприлика 50-60% е од регистрација на реална присутност. Реално, да, не сите. Така оди, да. Ретко да имаме 90%. Значи дека темата е добра. И да, тоа значи релевантна темата и луѓето сакаат да слушнат, да научат, а мисламе и важно сега и со новиот закон за енергетска ефикасност и некои искуства вие што имате дури од многу порано, е добро да споделите, па нови школи, нови општини, дај Боже да имплементираат мерки за енергетска ефикасност. Покрај обраќањето денеска Антонио на Агенцијата за енергетика, моето чувство е дека посебно и законот за енергетика кој е релативно нов и законот за енергетска ефикасност еве покренуваме и преку ЗЕЛС, општините и посебно градоначалниците не се доволно запознаени нити со можностите, па нити пак со обврските што ги имат по тие закони. И тоа е една посебна тема што можеби дали ЗЕЛС или некој од вас како невладин сектор ќе ја покрене исклучиво да се дискутират обврските кои што се законска обврска и можностите. Еве денес ке чуеме дел од тоа, од законот за енергетска ефикасност, но мислам дека во пакет тоа е еден голем фронт кој што возможува да се отворат некои активности во општините и некои нови можности кои досега не постоја. Да, има тука доста за зборење и за слушање и за прашување. На камерата ја уклучи твојата. Уште само некој ми прати порака за линк. Да пратам уште еден линк и ќе почнеме. Да, веќе 63 сме, добро. Добро, можеме полека да даваме некој вовед. Јас сум Антонио Јовановски, претпоставувам добивте мејлови од мене, од Сдруженијето Go Green. Ние сме иницијатори и организатори на оваа конференција, која што е дел од еден проект или една кампања за намалување на еглеродниот отпечаток на училиштата. Главна примарна цел ни се училиштата и тука имаме и една петиција. Значи, имаме два дела, ова е за инфраструктурата. Денеска ќе позбориме повеќе за инфраструктурата и енергетската ефикасност. Другиот дел, како што и најавив, ќе биде за сончева енергија и тоа ќе биде следната конференција. Начелен датум е 23 јуни. Значи, зборуваме за енергетска ефикасност и сончева енергија, од друга страна за образованието. Образованието за климатски промени. Како прва конференција зборувавме за образованието за климатски промени, тоа беше на 13 мај. И образованието ни е исто важен дел да се интегрира темата климатски промени во што повеќе предмети. И тука е врзано нормално Министерството за образование, Бирото за развој на образование и почнуваме со една истражување и анализа на 9-годишното основно образование, тоа е некако почеток, а потоа ќе одиме и кон средните училишта полека, но да видиме која е основата за образованието, затоа почнуваме со основните училишта. Тоа зборувам за образованието. Денеска ќе зборуваме за енергетската ефикасност и јас пред да ги представам и говорниците и да кажам за горе-доле што ќе зборуваме, само некои технички работи. Првим ви благодарам на сите што изразивте интерес, како што испомнав имаме 124 регистрирани, еве сега имаме 70 учесници, што ми е многу драго. Од цела Македонија слушнавме општини. Може да го користите чатот, кој што е во средина, барем кај мене е во средина, значи да стиснете на чат и тука да напишете од каде доаѓате. Чисто тука ќе излезе да се представите дали сте школа, општина, која општина. Така да една опција за представување и комуникација е чатот. Друга работа е кога ќе зборува некој, најдобро е да бидете на мјут. Мјут значи дека нема да ве слушаме ако имате во позадина музика или деца,
или луѓе генерално, значи кога зборува некој говорник е надобро да направите мјут. Мјутот е најлево, барем кај мене е лево, не знам како ви е поставено на вашиот компјутер или телефон ако сте. Значи ќе стиснете мјут кога другите зборуваат, секако ако сакате да се уклучите во дискусија, unmute ќе стиснете уште еднаш на тоа, или пак како што реков може чатот да го потребите за некое прашање или сугестија или споделување искуство, некој линк од веб страна ако веќе сте правили, че чатот исто е една добра алатка за комуникација без разлика на зборувањето. Значи исто само да напоменам дека може да користите видеокамерата и не мора, кој како сака. Конференцијава ќе ја снимаме, значи јас имам едно копче тука што вика recording, веќе стиснав сега, се надам дека сте во ред со тоа, поради тоа што идејата ни е да ја ставиме по тоа конференцијата да биде достапна и за други луѓе кои што не можеле денеска да се приклучат, да информираат или да се вклучат директно во дискусијата. Така да ми е моја врска да ви кажам дека ќе снимаме оваа дискусија и се надевам со тоа сте во ред. Од прилика тоа се некои технички упатства, инструкции за Zoom. Кој што реков ми е мило што можеме ваков начин да комуницираме. Сега ќе преминам на воведот во однос на тоа што ќе зборуваме денеска. Јас верувам дека веќе прочитавте, за тоа сте тука. Но еве, нас не е целта навистина да ги потикнеме и мотивираме училиштата и они проактивно да се вклучат во и пристап до финансии, значи да најдат финансии од каде би можеле да имплементираат некои мерки за енергетска ефикасност, да направат анализа на нивното училиште, каде и колку е енергетска ефикасност, која класа, која енергетска класа, тука ќе зборуваат говорниците малце повеќе за тоа претпоставувам. Потоа имаме Љупчо Димов е исто еден експерт кој што многу одамна работи со оваа тема и со училиштата. Има скоро, односно сите училишта во општина Карпош имаат спроведено мерки за енергетска ефикасност и ќе ни сподели чекори и процедури, да речеме, кои општините и училиштата ги спроведуваат за да имаат една успешна реализација, изголемување на енергетската ефикасност на училиштата. Значи таа комуникација помеѓу училиште и општина. Агенцијата за енергетика се представници тука и директорот и колегите Дарко и Панче кои што ќе зборуваат за законските обврски и можности кои произлегуваат од фондот за енергетска ефикасност, но од законот за енергетска ефикасност. Ја сега читам и поканата која што ја пратив ме до вас. Значи знаете или пак не знаете, имаме нов закон за енергетска ефикасност. Претходно во 2018 се донесе новиот закон за енергетика, значи сето тоа се повлекува една ред на регулатива која што е поврзано и директно ве засега вас како ентитети, како јавни објекти кои што сакате да имплементирате мерки за енергетска ефикасност. Значи представниците на Агенцијата за енергетика ќе зборуваат за регулативата и врските кои што и општините ги имаат, а со тоа претпоставам и училиштата. И исто така имаме експерт кој што работи на различни теми, тоа е Здравко Стефановски. Моментално е координатор на проект Создавање на услови за имплементација на ЕСКО проекти. Ќе зборува Здравко малце повеќе за тоа. И тие ЕСКО компании произлегуваат исто од новиот закон за енергетска ефикасност и се тука еден вид на поддршка во процесот на и анализа на енергетската ефикасност и имплементација на мерки, пристап до финансии од каде да се најдат за тоа пари да се финансира, така да Здравко ќе ни зборува за тоа. Имаме тројца говорници, ова е вака накратко, имаме тројца говорници. Јас им реков дека максимум би имале 15 минути, доколку бидат и пократки, тоа е подобро. Дека како што гледам имаме 75 учесници кои што претпоставам голем дел од вас ќе имаат прашања, сугестии, ќе може да коментираат на нешто, така да идејата е што повеќе информации и знаење да споделиме и да поттикнеме и се надеваме уште повеќе заинтересираност на темава и да видиме некои школи конкретни чекори да преземат после оваа конференција. Ајде од прилика вака да го започнеме овој дел, да не должам многу. Јас, еве, луѓето супер се представуваат во чатот. Ние се зборуваме, сите сме на мјут, горе-доле кој што гледам, тоа е добро, така да имаме услови да почнеме со конференцијата. Како прв говорник или први говорници ќе бидат представниците од Агенцијата за енергетика, потоа ќе зборува Љупчо Димов и на крајот ќе зборува Здравко.
Додека зборуваат, кој што реков, би можеле во чатот нешто да искоментирате, за кој ќе завршат евентуално нешто на брзинка да се искоментира, за потоа да преминеме кон следниот говорник. Така да јас сега ќе им дозволам, односно ќе им дадам збор на представниците, претпоставам дека првен директорот ќе не се уклучи на Агенцијата за енергетика, да имаат своје излагање. Знаете, заговорниците дека кај мене се презентациите, кога ќе ми кажете, јас ќе направам шер скринот кај мене и ќе ја гледаат презентацијата сите кои што се вклучени. Господине Нехри, повелете. Добар ден на сите. Поздрав до вас како модератор, поздрав и до нашите пријатели господинот Лјупчо и господинот Здравко. Се надевам ме слушате. Да, добро да слушам. Вие не слушате? Да, ве слушам, се извинувам. Одлично, и ние ве слушаме, така да слободно продолжете. Да. Ете накратко сега за енергетската ефикасност, би рекол во Европската Унија, каде што со директивите од 2010-2012, па како се формирала таа рамка за енергетска ефикасност и енергетски контроли во Република Македонија, значи донесени се стратегиите за развој на енергетиката, па после стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност, акционите планови за енергетска ефикасност и она што 2018 законот за енергетика, новиот закон за енергетика, а оваа година, значи во февруари е донесен законот за енергетска ефикасност, со кој што се уредуваат ефикасното користење на енергетика, политиката на енергетска ефикасност, обврските на јавниот сектор во однос на енергетска ефикасност и потрошувачка енергија, обврзувачка шема и алтернативни мерки за енергетска ефикасност, контроли, енергетска ефикасност при производство, пренос и дистрибуција, енергетска ефикасност на згради, енергетска ефикасност на потрошувачката и екодизајнот на производите кои користат енергија. Целта на овој закон е да се обезбеди намалување на потрошувачката на енергија. Значи, целите за енергетска ефикасност на ниво на нашава земја се утврдуваат со уредбата која што владата донесува на предлог на Министерството за економија. Значи, целите за енергетска ефикасност утврдени со уредбата од овој член се однесуваат на енергетска заштеда во потрошувачката на примарна или финална енергија или енергетскиот интензитет и се утврдува за период од најмалку 10 години. Сега тука би преминал за надлежностите на агенцијата која предлага мерки за реализација на политиките на енергетска ефикасност, поднесува иницијативи и предлага и координира студии, проекти за подобрување на енергетска ефикасност, дава стручна поддршка при подготовка на подзаконските акти, правилници и така натака, спроведува анализи за утврдување на предлог цели за енергетска ефикасност, стручна поддршка при подготовка на националниот акционен план за енергетска ефикасност, следење и известување за спроведувањето на националниот акционен план, понатака врши, односно издава решенија за избор на правни лица за спроведување на обуки за енергетски контроли и обуки за усовршување на енергетски контролори, програма за обука на енергетски контролори и така натака. Потоа, важно е тука да се нагласи, поготово за учеснициве што се на оваа конференција, значи сите општини, значи единиците на локална самоуправа треба да подготват 3 годишни програми за енергетска ефикасност. На основа тие 3 годишни програми и со годишните планови за енергетска ефикасност се имплементира де факто
законот, односно сите мерки што се преземаат. И тоа, за да се тоа некако следи, се воспоставува еден информацијски систем, значи, за воспоставување, управување, одржување и надградување на потрошувачката на енергија, значи, во јавниот сектор. Исто така имаме и еден друг, така наречен MVP, мониторинг верификациона платформа или алатка, кај што се следат заштедите во однос на енергијата. И за тие мерки спроведени се и обуки во поедини, односно во сите плански региони, сигурно можда и некои од учеснициве бил или и е информиран околу тоа. Значи, би продолжил понатака за националниот акцијски план за енергетска ефикасност, кој веќе се донесе и четвртиот национален акцијски план, што содржи анализа на спроведените мерки, мерки и активности за подобрување на енергетска ефикасност, едукативни промотивни активности, рокови во кои треба се спроведат и така натака, и така натака. Сега уште би спомнал тука дека минатата година, значи, се преку МСИП во 35 општини, односно на 108 објекти, претежно училишта, се вградени така наречени фотоволтаични соларни системи и од тоа сигурно дека имаме благодет, ги користат и сигурно и училиштата, и тоа, така да речеме, е еден почеток, кој се надам дека и понатака ќе продолжи. Сега, накратко јас толку би кажал, би му дал збор на нашиот помлад соработник Дарко Ангелков, кој ќе ви говори за индикативните заштеди, и понатака и заштедите во јавниот сектор, тоа ќе го кажува господинот Панче Атанасовски, нашиот советник. Јас ќе сум тука да не одземам многу време, толку би кажал сега. Ви благодарам. Молам. Благодарам, Некри. Споменавте интересни работи. Исто јас почнав една пракса споделување, го споделив новиот закон за енергетска ефикасност во чатот. Исто можеби четвртиот национален акцијски план што го споменавте би можел да се сподели тука чисто како пример. Да продолжиме со, рековте, господинот Дарко. Да, Дарко ќе се слуша. Ајде. Добар ден на сите, дали се слушаме? Да. Океј. Најнапред би сакал да ги поздравам сите учесници кои што учествуваат на оваа видеоконференција и сите присутни кои не следат. Збор 2 да кажам за мене, значи јас сум Дарко Ангелков, вработам во Агенција за енергетика во одделенијето за енергетска ефикасност и обновливи извори. По вокација сум машински инженер. Во Агенцијата за енергетика сум задолжен за следење на програмите и годишните планови за енергетска ефикасност, како и во делот на електроцентралите од обновливи извори на енергија. Не би сакал многу да одземам време во моето излагање, би се осврнал на 3 работи. Во едната работа директорот на некој начин ме надополни околу целите за енергетска ефикасност. Ја ќе зборам околу националниот акцијски план за енергетска ефикасност и програмата за енергетска ефикасност на единиците на локалната самоуправа. Антонио би те замолил табела 1, ако можеш да ја прикажеш. Сега ќе направам share screen. Еве, претпоставувам го гледате мојот екран. Да. Слика 1 е ова или ова? Табела 1 е ова, да. Ова? Ајде. Да. Че само еден момент.
Како што можете да видите од табелата, табела 1, претходната. Ова е слика 1. Ова? Да. Добро. Како што можете да видите од табела 1, значи тука имаме врз база на нашите пресметки кои ги работи Агенцијата за енергетика, национална индикативна цел за заштита на финална енергија, проекции и постигнување на целта во согласно со третиот Национален акционен план за енергетска ефикасност, кој што е усвоен, четвртиот не е усвоен, се уште се изработува. Значи, тој се однесува за период од 2019-2020 година. Како што знаете, третиот НЕАП е до 2018 година. Значи, овде имаме секторска поделба на целта во согласно со третиот НАП, односно Национален акционен план за енергетска ефикасност. Имаме згради, резиденцијален сектор, јавни објекти, комерцијален сектор, индустрија, енергетика, транспорт. Како што гледате секторска цел, значи ова изразите се во килотони еквивалент. Секторската цел во 2012 за секторот згради е 2,5 килотони еквивалент. Во 2015 тој е зголемен е за 5,61, во 2018 е 18,24 килотони оил еквивалент. Значи, ова се пресметки прелиминарни врз база на тоа што ги имаме податоци во Агенцијата за енергетика. Пресметките се вршени врз база на годишните планови, годишни извештаи што ги добиваме од единици на локална самоуправа, од јавни објекти и така натаму. Овдека не би замарал повеќе со бројкиве, може да видите во делот на јавни објекти. Во 2012 година сме имале секторска цел 3,37, во 2015 9,05, во 2018 14,64 килотони еквивалент. Она што би сакал да го напоменам е во делот на постигнати заштити на финална енергија во 2018 година врз база на нашите пресметки. Пресметките се вршат на два начина: топ-даун или метода топ-даун и ботом-ап, или метода од горе надоле, од долу нагоре. Според тие пресметки што сме ги вршеле, од горе надоле имаме во 2018 година 41 килотон оил еквивалент заштеда. Во делот јавни објекти комерцијален сектор имаме 52 килотони оил еквивалент, во сектор индустрија, енергетика немаме доволно податоци за да ги изработиме. Овие заштити во делот во секторот транспорт имаме најголема заштита, како што можете да видите, тоа се 69 килотони оил еквивалент. Со методата од доле нагоре, значи релевантни податоци имаме за сите сектори. Како што можете да видите, исто во секторот транспорт имаме најголема заштеда, после имаме во делот на индустријата голема заштеда и во делот на резиденцијалниот сектор. Во резиденцијалниот сектор имаме 23,2 килотони, во јавните објекти исто имаме голема заштеда 19,8 килотони оил еквивалент, во индустријата, како што кажав, 32,7 и во секторот транспорт 33 килотони оил еквивалент. Усвоени вредности, како што можете да видите од табелата, се десно. Скупната заштета изнесува 134,9 килотони оил еквивалент. Значи, на крајот на 2018 постигнати се вкупно кумулативни заштеди од 116 килотони оил еквивалент за извештаен период кој ги опфаќа 2010-2018 година. Постигнатата заштеда представува 8,25% од вкупно планираните 9, кои што ни се таргет, или 147 килотони оил еквивалент, кои треба да се постигнат во 2018 година. Сега, Антонио, би те замолил и слика 1 да ја прикажеме. Добро, само да напоменам дека ви изминува полека времето, така да ако може
Да, ќе убрзам, значи ова само се гледа тука како трендот каков е на заштеда на енергија од 2011 до 2018 година. Значи, сега би преминал на националниот акционен план за енергетска ефикасност. Заради постигнување на целите утврдени со уредбата од овој закон, на предлог на Министерството, односно владата, донесува национален акцијски план за енергетска ефикасност. Тоа е тоа што зборев во натамошниот текст. Национален акционен план за енергетска ефикасност, тој се донесува на секои 3 години, како што кажав, четвртиот се уште не е донесен, во тек е изработка. Што содржи тој? Значи, анализа на спроведените мерки и активности од претходниот и извештај за постигнатите заштеди, мерки и активности за подобрување на енергетска ефикасност во следниот 3-годишен период, едукативни и промотивни активности насочени кон поттикнување на рационално користење на енергијата, рокови во кои треба да се проведат мерките и активностите, потребни средства, како најбитно за спроведување на предвидените мерки и активности, начин на нивно обезбедување и кои се нормално носители. Агенцијата, како што кажав, го следи спроведувањето на националниот акционен план за енергетска ефикасност и достава годишен извештај за реализација на националниот акционен план за енергетска ефикасност до Министерството, а Министерството заедно го доставува до владата и до енергетската заедница. Би се осврнал на делот на програмите за енергетска ефикасност и тука би завршил, уште некоја минута. Значи, кои се, како да кажам, законските обврски на единиците на локалната самоуправа. Значи, единиците на локалната самоуправа по претходно добиено позитивно мислење од агенцијата на секои 3 години донесува програма за енергетска ефикасност. Програмата мора да ги содржи следниве параметри, податоци за потрошувачка на енергија во единици на локална самоуправа, збирно и по сектори, анализа на спроведените мерки и активности од претходната програма, цели за енергетска ефикасност на ниво на единиците на локалната самоуправа по сите сектори, мерки и активности за подобрување на енергетската ефикасност, рокови, потребни средства и нормално одговорно лице за спроведување на секој од предвидените мерки и активности. Ова би сакал да го нагласам, значи, според новиот закон за енергетска ефикасност, секоја единица од локалната самоуправа најдосна 6 месеци пред истекот на периодот кој е опфатен со претходната програма, доставува на мислење до агенцијата предлог програма за енергетска ефикасност за следниот период од 3 години. Тоа во претходниот закон за енергетика не беше регулирано, сега одека е регулирано, значи ќе напоменам 6 месеци пред да истече програмата должни се единиците на локалната самоуправа да достават предлог програма. Исто така, за спроведување на програмата за енергетска ефикасност, Советот на единицата на локалната самоуправа на предлог на градоначалникот донесува годишен план. Истото тоа важи за агенцијата дека го следи спроведувањето на мерките. Можам само да кажем еден податок врз база на извештај последен за 2019 година, кој што го изработивме и го доставивме до Министерството. Значи, од онаа анализа ја што ја имам правено, до Агенцијата за енергетика до овој момент има доставено околу 33% важечки програми за енергетска ефикасност во вкупниот број на општини, односно само 27 општини имаат програми за енергетска ефикасност. Се надевам дека во наредниот период тој број ќе се зголеми. По годишниот извештај за 2019 година реализирани се вкупно 38 проекти, реализирани финансиски средства се повеќе од 26.442.865 денари. Исто така во годишниот план за енергетска ефикасност за 2020 година предвидени се вкупно 56 проекти. Од предвидените проекти се очекува вкупната енергетска заштеда да биде поголема од 3.251.470 киловат-сати, односно планирани средства за реализација се повеќе од 296.745.677 денари. Планираните финансиски заштеди се повеќе од 8,5 милиони денари. Тоа е моето излагање на кратко, доколку има прашања што има на располагање. Сега му давам збор на
Мислам, Али истече времето, бидејќи навистина веќе 25 минути зборуваме, би го замолил само Панче да додаде некои клучни поенти, ако може, за да не го газиме времето многу. Благодарам. Поздравам сите, дали ме слушате? Да. Значи, лаптопот работи, нов е купен. Иначе, да продолжиме со кратко, да ви изјаснам што е тоа како обврски што се јавуваат со новиот закон за енергетска ефикасност. Нели ја потенцираме локалната самоуправа, ние често одиме по општини, по разни работи и за обновливи извори и гледаме дека капацитетот не само што не се јакне, туку се тенчи. И е многу добро што капацитетите технички и воопшто човечки на не само заинтересирани, туку и обучени лица, кои што работат и како во основното образование, така да и во средното, можат и би било добро да се направи концепт да тие се придодат до капацитетите кои некогаш и не постојат во општинските администрации. Би насочил сега една, како да кажам, размислување, односно запознавање дека полека на мала врата Законот за енергетска ефикасност воведува обврска и за многу поголемите играчи и чинители во јавниот сектор, тоа се министерствата и големите јавни предпријатија. Значи, Европската унија да биде на патот кон Европска унија, мора да го запази правилното трошење на пари да биде на најефикасен начин, а на тој начин ќе ја запазиме енергетската ефикасност, нели? И по тој основ, обврските на јавниот сектор преку правилниците за информационен систем и за енергетска и за пратење на имплементирање на проектите како МИП алатката, воведуваат обврски за сите чинители во јавниот сектор. Покрај тоа, MVP алатката која ќе прати имплементирање на проекти енергетска ефикасност, та има можност и други чинители, како ЕСКО компании или Фонд за енергетска ефикасност, па дури и приватни компании, да бидат приклучени во анализата и пратење на податоци на имплементирање на проектите за енергетска ефикасност, како сега што е тема зграда, јавен сектор, училиште. Тук имаме интензивно трошење на енергија, но интензивно давање знаење на децата, но интензивно треба да се подготват сите можни наставници кои што сметаат, нормално не гледам тука музичко и физичко образование, физичко дури да, за салата спортска, но многу тука групи на профили што се застапени во основното образование па и средното, ќе можат добро да бидат обучени и да дадат придонес пред се во своето училиште, а понатаму и во севкупниот живот на општината. За министерствата и другите работи нема да зборуваме, бидејќи овој закон за енергетска ефикасност, тоа се мои конечни зборови, имплементира 3 директиви на Европска унија и ние по обврските наши не се разликуваме скоро воопшто од ниедна држава што е членка на Европска унија, а по можностите сме далеку под, бидејќи не сме ги изградили капацитетите. И во тој основ, едно од дискусиите на крајот ќе биде пристапот до финансиските средства да се остварат овие задачи, е многу важен да бидеме спремни како да влегуваме и да се кандидираме за да излекуваме и повлекуваме пари кои се за располагање пред се на јавниот сектор, но мора да бидете спремни за тоа. Толку од мене, па што треба. Благодарам, Панче. Благодарам, Панче. Добри клучни поенти на крај. Се спуштивме и до школите и улогата на училиштата, нели од почетокот како почнавме со законската регулатива до врските, до општините и нивните планови, програми за енергетска ефикасност, до улогата на
училиштето. Претпоставам сега дека програмите за енергетска ефикасност се клучни. Јас сега исто зборувам, да речеме, во улога на некој наставник кој што за прв пат или втор пат се запознал. Значи е важно да општината во програмата за енергетска ефикасност ги вклучи училиштата, да ги консултира нив и како што напоменавте, е добро и наставници заинтересирани и кои што имаат можеби некое и претходно знаење да се дообучат или обучат за да би можеле да се вклучат во тој процес на имплементација, развивање на мерки за енергетска ефикасност. Ви благодарам на сите тројца од Агенцијата за енергетика. Мислам е добар почеток вака малце од пошироко, а сега полека ќе одиме со поконкретни примери и искуства и тука и ќе го поканам господинот Љупчо Тимов да го има своето излагање и својата презентација. Антонио, можеме со презентацијата да ја представиш со стартот. Може, само да отворам share screen. Препоставам гледате, еве ја и презентација. Така. Добро, јас малку ќе зборувам конкретно во голем дел од нашите лични искуства во општина Карапош, но и од аспект на она што значи начин или како треба да течат работите во однос на можностите за реализација на ваквите проекти. Одиме следен слайд. Реков, на почетокот се дадени сите закони на кои се базираат обврските на единиците на локална самоуправа. И јас би рекол дека во целата ова затворена реализација, општините се некаде 80% обврските, а 20% се индивидуално на школите. Моето излагање ќе биде во однос на родмапот или патоказот кој и на кој начин треба да почнуваат реализацијата на ваквите проекти. И овде тој патоказ сум го ставил во 4 точки. Прво, спроведување на енергетски контроли во секој објект. Второ, донесувањето на не одиме назад уште, Антонио. Добро, извинете. Донесување на стратешките и планските документи во општината, затварањето на финансиската конструкција за реализација на мерките и четвртото е следење на ефектите од реализацијата на овие мерки. Зошто сум инсистирам на овој редослед? Праксата во општините, според моите сознанија, а ги имам доста, е дека обично првиот чекор се скокнува, се оди на вториот, дури некои општини и одат на третиот чекор директно затварање на финансиска конструкција, без овие претходни два, што за мене го ја намалува можноста значајно да некоја мерка која не е почната со реализација во претходните два чекора може и конечно да се реализира. Одиме на следен слайд. Што значат енергетските контроли на објектот? Јас енергетски контролори сум предавач во обуките на енергетските контролори. Значи, зошто е тоа битно? Значи, енергетската контрола мора да даде постојна состојба во моментов на кровови, фасади, прозори, коефициентите за пренос на овие површини на објектот во постојната состојба. Дава пресметки на трансмисиските загуби на објектот и потребите за енергија на грејење. Дава состојба на потрошените енергии во изминатите 3 години. Овај чекор дури јас иницијативата би ја дал на школите, бидејќи некогаш општините не се спремни ваквите контроли да ги извршат генерално за сите објекти, но мислам дека оваа фаза, дури на иницијатива на вас, училиштата, е можно да се направи пред воопшто натаму да одат следните чекори. Дава преглед на состојбите на системите за грејење и ладење на објектот. И сега што е поважно? Врз база на овие состојби, енергетските контроли предлагаат
градежни мерки за санација на објектот. Овие градежни мерки подразбират конкретни мерки, значи површини, вредности, цени, начин на реализација. Дали се тоа фасади, дали се тоа прозори, кровови и така натаму. Тука влегува внатрешното осветлување на објектот. За жал, нашите училишта се уште ги осветлувањето е старо, обично волфрамови или халогенско осветлување, кое што поради стробоскопскиот ефектот на титрање на светлината има страшна најнегативен ефект врз децата кои што го користат ово осветлување во ова. Значи, тие предлог мерки даваат конкретни замени на тие светилки со нови, заедно со вредности, колку тоа ќе кошта. И тоа обично за осветлувањето е најевтината почетна мерка. Дава мерки за системите за грејење и ладење. Имаме огромен број објекти кои што се уште имаат системи со фосилни горива, значи предлага мерки за замена на тие ова. Соларните колектори се и по постојните правилници обврзни за ваквите објекти. Значи дава мерки за вградување на ваквите соларни колектори на топла вода за топла вода. И дава предлог мерки за обновливи извори на енергија и фотоволтаици. Ова изработена документација, ова сватите го, дефинитивно е услов пред да биде внесена во стратешките документи на општината и пред воопшто да може со нешто да се аплицира за финансиска поддршка, бидејќи не можете, ако го немате ова, воопшто и да аплицирате, посебно за странските повици за поддршка, нити пак енергетската контрола која трае од прилика 1 месец во објектот, можете да ја направите во моментов кога ќе се појави некој тендер на кој сакате да аплицирате. Затоа е ова една припрема или предуслов во која велам им давам услов и на училиштата да ова ви биде веќе спремно. Одиме следен слайд. Значи, ваквите мерки понатаму влегуваат во стратешките документи. Значи, тука не е само акцијскиот план, многу општини имаме стратегии за развој на општината. Тука се веќе качаните трогодишни акцијски планови, но и годишните акцијски планови за енергетска ефикасност. Но, уште поважно е од првите дадени мерки од контролите, вие можете во секторите да ги внесете и во годишните програми за работа на секторите, но уште по-важно и ефективно е во годишниот буџет. Годишниот буџет кога се прави, вас ви барат колку тоа кошта. Значи, ако ги немаме направени енергетските контроли, вие не можете да кажете колку тоа кошта како мерки. Затоа, велам, овие две заедно се првите предуслови за да понатаму можете нешто да направите. Одеме на следниот слайд. Овие мерки коштаат многу. Јас ќе ви кажам по примерот на Карпош за крај, на кој ќе ви кажам повеќе податоци. Вчера, од прилика се обидов, бидејќи многу години помина од 2008 до 2014, кога ние ги завршивме сите 10 училишта, коштаа над 3 милиони евра. И ќе ви кажам дека вчера во размислувањето, од прилика 60% од тие 3 милиони евра ние ги добивме како субвенции или како грантови во нивната реализација. Иначе, значи, финансиската конструкција се содржи кога ќе планирате средства во буџетот, не можете вие да барате реализација на некоја мерка ако немате собствено учество планирано во буџетот. Затоа е многу битно колкаво и какво е тоа учество. Домашни грант средства, делумно или целосно,
овде сум навел дека само во 2019 постоја 2 повици од владата за намалување на аерозагадувањето, кој се однесуваше на сите општини. Исто такви 2 повици постоја за 2020. Се надевам и сум во тек дека некои општини ги искористија овие повици кои беа во главном целосен грант, посебно за делот на замена на прозори во објекти и замена на системи за грејење. Така да се велам дека и на домашно ниво веќе се отвараат разни прозори кои што можат таквите финансиски конструкции да се затворат. Меѓународни проекти постоеа и постојат многу, почнувајќи од UNDP, USAID, GCPAR програмата, ЕБРД, Светска банка и многу други повици. Еве МСИПП преку Министерството за финансии. Значи, сето тоа мора и треба да се искористи за да може да се затворат овие проекти кои коштаат многу. Ова зборувам многу кога гледам буквално на нивото на општината. Поединачно за секој објект тоа не се така премногу големи средства. И овде сакам да го потенцирам новата можност кој што со новиот закон за енергетска ефикасност се отвара, тоа е развојот на ЕСКО компаниите, нивните вложувања и инвестирањата кои што ќе може да ги вложуваат во овие мерки, при тоа можноста да наплатата на собствените инвестиции оди преку заштедите. Очекувам дека Здравко на оваа тема ќе зборува понатаму. Одиме на следниот слайд, Антонио, да бидам брз. Следење на ефектите, значи, спроведените мерки, обврските во општините и во школите не завршуваат со самото спроведување. Има многу работи кои што се обврзни по спроведувањето на мерките кои што треба да се следат. Значи да ја следат на месечно и годишно ниво потрошувачката на електрична и топлинска енергија на секој објект посебно. Да ги евидентираат заштедите на енергија, емисиите на CO2 согласно спроведените мерки. Податоците сме обврзни, тоа што го рекоа колегите од агенцијата. Се очекуваме и нова софтверска алатка, имавме Excite, една база на податоци, да се доставуваат на месечно ниво и обработуваат во агенцијата. Ние, од наше искуство, моравме да направиме протоколи во некои објекти, школи, за тоа како треба да се користат тие нови за нив извори за затоплување, зборувам за обновливи извори за енергија, имаме термални пумпи, вода, воздух, вода, подни грејања, и дека не е тоа како некогаш да ги отвараме прозорите постојано, дека треба да ја штедиме енергијата, па стававме кога треба да се врши, да се прави проветрување, пред почнување на школото, за голем одмор, по завршување на прва смена и така натаму. Нешто кој што ги учевме и наставниците, но и учениците преку еко-одборите кои што кај нас постојат во сите училишта, така да ова е една убава практична алатка со која и учениците ги учиме како треба да се користат овие мерки. Одиме понатаму, да, Антонио. Еве што ние од 2007 до 2014, кога ги завршивме школите, направивме, значи, за сите 10 објекти. Сите направија прво мерки за енергетска ефикасност, посебно градежните, од кои 3 објекти од 10 целосно ги направивме како нови. Да не ги кажувам имињата за другите слушатели, не значат многу, нашите тие ги знаат. Многу е важно дека пред
почетокот на мерките од 2007 година, ние имавме објекти кои што имаа просечно од 150 до 250 киловат часови по метар квадратен годишно потребни енергии за грејење. Сите објекти, 10, вклучително и трите нови, сега имаат од 40 до 120 киловат часови по метар квадратен годишно потребна енергија за грејење. Односно, објектите од Е и Ф класа се веќе кај нас Б и С класа. Сите системи за фосилни горива кои што беа во општината се заменети или со приклучок во централниот систем за грејење и ладење во градот Скопје, или со обновливи извори на енергија, какви што имаме во повеќе училишта, освен сега е во фаза на реализација последното училиште кое што го имаме, Аврам Писевски во Бардовци, за кого имаме спремено проект за термални пумпи воздух-вода, и тоа ќе биде заокружување на комплетно системите за грејење и ладење во сите училишта. Во 6 објекти инсталиравме соларни системи за санитарна вода, која што се користи во главном за спортските сали, кои што ги користат и училиштата во наставата, но најчесто се користат и во наставните програми за спортски активности и други активности за разни субјекти од спортот. Во тек изработуваме студија, ова е нешто ново, го правиме со фондацијата Фридрих Еберт за искористување на покривните површини на сите објекти, тука се и школи и градинки, но и за објектите од колективното домување, но по еден нов модел. Сакаме да промовираме во општината енергетски задруги, кои што ќе бидат по примерот на Европската Унија, значи да формираме енергетски задруги кои што ќе можат да створат капацитети за фотоволтаична енергија од овие соларни системи. Натрешното осветлување, за кое ви реков дека е многу битно во однос на здравието на учениците, кај нас е сменето во 7 објекти. Во 2014 за време за неделата на енергетска ефикасност, која ја практикуваме како во тие години, со помош на ГИЗ изработивме банери. Таквиот банер го видовте за братство во првиот слайд. Тоа се лични карти. Знаете дека во 2014 немаше уште енергетски пасошти од државата, тоа го почна од 2015, но овие банери убаво представуваат еден пасош енергетски и треба да се наоѓаат во секое од наше училиште, како со одредени карактеристики енергетски за самиот објект на општините. И на крај сакаме едно ново искуство. Школите имаат еден голем проблем кој трае од секогаш, никогаш не најдовме зошто и како е, да плаќаат индустријска тарифа за електрична енергија. Тоа е 8,6 плюс ДДВ 10 денари по киловат час. Јас, како председател на мрежата за енергетика и енергетска ефикасност, до сите општини го споделив моето искуство, ги преземавме сите броила од школите, објавивме сега како општина со тие преземени броила посебен тендер и ги добивме наместо 10 денари, еве сега веќе по новиот тендер од јули ќе плаќаме 4 денари киловат час потрошена енергија, што е значајна заштеда за училиштата. Ова е многу накратко она што сакав да го споделам како пракса, како редослед на активности, и тука, бидејќи денеска се голем број слушатели училиштата, сакам да ги поттикнам, значи енергетските контроли со собствени напори и средства да ги направат во своите објекти како предуслов за следните 3 чекора за кои денеска зборував. Толку, Антонио, да не должам
Ви благодарам. Љупчо, одлична презентација, мислам доста корисна за сите слушатели. Ќе одиме на следниот говорник, а јас како што доаѓам и до последниот говорник, ќе ве охрабрам во чатот да поставите некое прашање или да споделите некој искуство, за потоа да преминеме на дискусијата која што ја планирам. Одиме со последниот говорник за денеска, Здравко, спремен си, препоставувам. Да, точно. Здраво на сите. Не знам дали ме слушате добро. Добре, јас слушам добро. Јас ќе пробам да направам шеа на екранот или не само можност. Ајде, добре, пуштијате и презентацијата, не е никаков проблем. Сеедно, како сакаш. Океј, сега правам шер скрин. Ајде, направи. Поред. Само да ја најдам. Додека Антонио ја отвара мојата презентација, добар ден на сите. Драго ми е што денес учествувам во овој собир. Да се благодарам најнапред на Агенцијата за енергетика за одредени активности кои што се насочени кон општината и кои што треба општината да ги спроведе. Агенцијата за енергетика тие податоци ги анализира и, како што рече еден од учесниците од Агенцијата за енергетика, значи дали одредени цели во одреден временски период се постигнати или не. Исто така и на Љупчо Димов, бидејќи доаѓа од општина која што е поприлично активна по полето на енергетската ефикасност и финансиски моќна да управува со енергијата. Проблемите во секторот што е образование, односно во училиштата, се влече со години, се провлекува со години, општините имаат своји обврски, некој напомена 80% дека од товарот паѓа на општините, 20% на училиштата. Знаете и самите дека блок дотациите не се доволни, знаете и самите дека финансиските средства не се во ред, меѓутоа, кога сето тоа ќе се заокружи, со години се провлекува една несистематичност и една дезорганизираност во целиот образовен процес во однос на енергетската ефикасност, на протокот на информации од училиштата према општината, од општината према централната власт и министерствата. И јас мислам дека оваа корона криза малце не направи сето тоа да го спроведуваме онлайн, меѓутоа верувам дека во следното видување мојата дискусија ќе биде малце поисцрпна во тоа што во моментов ја има, се со цел да финансирањето и она што е болка со години што се провлекува не само во образованието, него во целиот енергетски сектор во Република Македонија добие сосема нова димензија. Мене ми е многу жал што ЗЕЛС не е присутен на оваа манифестација денеска, како што не е присутен и во многу други манифестации, а има клучна улога во организираноста, односно да ставам во наводници, дезорганизираноста на општините, нивната структура и она што е проток на информации помеѓу општините, општините, централната власт и она што општините треба да го спроведат, а е нужно да го спроведат според законската регулатива. Луѓето од Агенцијата за енергетика тоа го кажа, а тоа се акцијските планови, тригодишните програми и извештаите што ги поднесуваат. Значи, јас денес ќе зборувам малце за една издржливо финансирање, кое што со години се провлекуваше и не беше воопшто во Република Македонија активно, негде над 18 години настојувавме ние да формираме ЕСКО компании во Република Македонија. ЕСКО компании се така наречени Energy Service Company или компании кои што ќе даваат услуги во енергетскиот сектор. Драго ми е што со новиот закон за енергетска ефикасност веќе точно се заокружени формирањето на овие компании и дека целото тоа спроведување што го прават ЕСКО компаниите и финансирањето не потпаѓа под јавен рок на државата. Во правилникот што треба со законот за што е усвоен за енергетска ефикасност во рок од 180 дена, значи министерот за економија треба да донесе правилник
и овој договор што сега го направивме и темплейтот, односно и урнек на тендерската документација заедно со договорот, би требало да влезат како обврзувачки или строго препорачливи за општините во Република Македонија, што се однесува до ЕСКО моделот за јавно-приватно партнерство за улично осветлување. Јас накратко ќе кажам за ЕСКО компаниите, бидејќи они играат многу клучна улога во целиот процес на енергетска ефикасност. Тоа го напомена и луѓето од Агенцијата за енергетика и Љупчо Димов од општина Карпаш. Значи, би те замолил следниот слајд да го завртиш само. Значи, ова е проект на Европската банка за обнова и развој, во кој што развивме една документација која што постоеше, меѓутоа ја прилагодивме кон условите на македонското законодавство, се со цел да помогнеме на општините и да ја разбиеме фамата на јавното приватно партнерство за уличното осветлување во Република Македонија. Тоа успеавме да го направиме. Тоа е бесплатна помош што ја дававме према општините. Финансиската конструкција е околу 5 милиона евра. И сето тоа што го направивме не ги обврзуваше, значи општините, тие подпишаа еден меморандум за разбирање и waiver letter према банката, меѓутоа не ги обврзуваше да влезат во проектот или не. Продолжи понатаму со слайдот. Значи, што е ЕСКО? ЕСКО реков дека е кратенка од енергетска услужна компанија и представува генеричко име за концептни услуги на пазарот во делот на енергетиката. ЕСКО моделот опфаќа развој, изведба и финансирање на проекти, значи и подвлекувам и финансирање на проекти, со цел подобрување на енергетската ефикасност и намалување на потрошувачката за енергија и одржување. Тоа се остварува преку вградување на нова, поефикасна опрема и оптимизација на енергетските системи, со што се осигурува отплатата на инвестицијата преку остварените заштеди на енергија во период од неколку години и во зависност од крајниот корисник и од проектот. Продолжи понатаму. Значи, ЕСКО принципот во суштина има неколку фази. Првата фаза е пред изведба на ЕСКО проектот. Љупчо Димов напомена дека потребен енергетски преглед, односно овде е потребен една feasibility студија како основ за која што после тоа ЕСКО компанијата изработува основен проект. Втората фаза е значи време на враќањето на инвестицијата која што се пресметува во истата таа студија, заштедите за отплаќање на инвестицијата и период на поврат на инвестицијата. Помнеме другиот слајд. Значи, главната цел на овој принцип е доколку имате некоја си потрошувачка во Римско 1, доколку ЕСКО компанијата во целост, значи ја носи со себе и финансирањето, отплатата оди преку заштедата на енергија, со тоа што ова од жолтиот дел, малото парче горе, значи ЕСКО компанијата и дозволува на крајниот клиент дел од заштедата да ја осети, меѓутоа преку заштедата на енергија се плаќа целокупната опрема и тоа што ЕСКО компанијата го има вложено. По завршување на проектот, тоа е фазата 3, значи целокупната опрема и сите заштеди остануваат на крајниот корисник. Погодности, тоа што е знаење и нова опрема, одма со постоечките трошеци, тие се непроменети, отплата на инвестицијата од заштедите, ЕСКО компанијата го превзема ризикот и клиентот општината влијае на намалување на загаденост. Брзо излегување на ЕСКО компанијата од проектот. Значи, ова е Energy Performance договор, значи договор за енергетска ефикасност. И тоа е договор помеѓу ЕСКО компанијата и крајниот корисник за учество во заштедата на енергија и ризиците кои се јавуваат како резултат на примената на мерките за енергетска ефикасност. Имаме и втор договор, значи кој е можен, тоа е Energy Supply договор или договор за снабдување со енергија. Едниот е, значи, Energy Performance контракт,
кој што ви го кажав, договор за енергетска ефикасност, а другиот е договор за снабдување со енергија, за да се намали цената на сметките на енергија на крајниот корисник, се подпишува долгорочен договор, значи со ЕСКО компанијата, и ЕСКО може да инсталира поефикасна опрема, да примени поприфатливи енергенти или да имплементира решенија за да ги постигне заштедите. Првиот овој Energy Supply Contract, значи, односно договор за снабдување со енергија, едноставно му обезбедува моќ на клиентот, бидејќи дозволува, значи, да има пониска цена на енергија во самиот објект, додека Energy Performance договор, договорот за енергетска ефикасност, нуди посложени и покомплексни услуги, бидејќи опфаќа и оптимизирање на снабдувањето на енергија и ја зголемува енергетската ефикасност на крајниот корисник. Затоа и тој е поприменлив, меѓутоа тој има 3 поднивоа, така да кажам, и постојат 3 главни типа на Energy Performance договор, односно договор за енергетска ефикасност. Прво кога имаме договор за заедничка заштеда. Според заедничкиот договор за заштеда, инвестицијата целосно ја презема ЕСКО, вклучувајќи тука, значи, финансирање, управување и контрола на потрошувачката на енергија. Овој механизам е привлечен за ЕСКО се додека се исклучуваат казните во случај ако спроведените мерки не ги даваат предвидените заштеди и како замена за финансирање од страна на клиентот, крајниот корисник, ЕСКО презема сеопфатно управување му се дава со цел да се компензира вклучената менеджерска сложеност. ЕСКО обично предпочита поголеми или средни предпријатија. Имаме втор договор кај што имаме за гарантирани заштити, обратно од овој првиот. Според гарантираниот договор на заштеди, клиентот, односно крајниот корисник, ја презема целокупната потребна инвестиција. Ова тешко би дошло за училиштата, меѓутоа само да го напоменам. Во овој случај ЕСКО ќе обезбеди реална заштита и ако таа не е доволна за покривање на услугата, тогаш ЕСКО може да ја плати и обврзан да ја плати разликата. Меѓутоа, доколку заштедите го надминат гарантираното ниво на заштита, тогаш крајниот клиент е должен да надополни на ЕСКО компанијата делот од заштедите. Овој механизам, значи, исто така се користи кога инвестицијата поврзана со проектот ја презема крајниот корисник. И третата, која што е најприменета и која што ние ја применуваме, тоа е, значи, комбинираната заштеда. Овој вид на вклучува договори со кои што ЕСКО гарантира заштеда на крајниот корисник и како и да било дополнителните заштеди се споделуваат ако се појават помеѓу ЕСКО компанијата и крајниот клиент. ЕСКО ја прави целокупната инвестиција со тоа што крајниот корисник воопшто не е оптоварен, а крајниот корисник ја плаќа вкупната инвестиција исклучиво преку заштедата на енергија. Обично постои, значи, една фиксна исплата која што е амортизација на инвестицијата, дел од одржувањето и променливата, и така наречено имаме и променлива исплата заснована врз постигнатите заштеди. Доколку гарантираните заштеди се постигнати, во тој случај крајниот корисник има обврска да ги плаќа своите обврски према ЕСКО компанијата, доколку истите не се остваруваат, значи крајниот корисник нема потреба, односно во договорот стои дека неговите обврски се такви да нема да ги исплати средствата према ЕСКО компанијата. Затоа овој договор со ЕСКО компанијата и ЕСКО компаниите се многу чувствителни во однос на опремата што ја вградуваат, техничките карактеристики и пресметките што ги прават во однос на заштедите на енергија. Меѓутоа, не само што ги прават пресметките за заштеда на енергија, туку има и процес кој што е наречен мерење и верификација на процесите на заштеда на енергија. Значи, она што ЕСКО компанијата ќе го понуди и ќе го прикаже
како заштеда на енергија со целокупната своја инвестиција и опрема, после тоа подлежи на процес на мерење и верификација, доколку се докаже дека енергетските заштеди не се остварени, крајниот корисник нема никаква обврска да ги плати своите обврски. Меѓутоа има и друг механизам што сме го направиле, поготово она што се однесува за уличното осветлување, а Energy Performance Contract и она што сакаме да го направиме према училиштата, а сигурно ќе го направиме до крајот на оваа година, е тоа дека доколку под некои услови, значи општината стане блокирана, тогаш сите обврски према ЕСКО компанијата ги плаќа Евана Македонија, што се однесува за уличното осветлување, а механизмите за училиштата и за она што доаѓа од блок дотациите би требало во новиот договор што го припремаме да видиме како би се спроведувал. Меѓутоа сакам да ви кажам дека во овој процес влегуваат многу јаки финансиски ЕСКО компании, позад себе имаат големи фондови кои што ги помагаат финансиски да завршат целата работа, и во неколку училишта во Република Македонија некои од ЕСКО компаниите беа заинтересирани да учествуваат. Првичните сознанија беа дека нивното учество се однесува во котларите, односно во делот за грејењето, во делот што се однесува за производство на електрична енергија, доколку се има можност да субституираат и времето на враќање на инвестицијата дава задоволителни резултати, а што се однесува до мерките за енергетска ефикасност на ниво на објектите, повратот на инвестицијата се јавува како многу голем и во тој случај, значи, они не се заинтересирани да учествуваат во целокупното финансирање на објектите. Од тие причини, значи они поштијат да тендена. Ја замолам Ксенија да направи мјут. Благодарам. Значи, од тие причини и во претходниот проект што се за јавно-приватно партнерство за уличното осветлување имавме 5 општини како пилот проекти. Ние таа бројка ја надминавме, веќе се во имплементација. Значи 5 општини во Република Македонија, значи тоа се Македонска Каменица, Чешиново, Блешево, Василево, Радовиш и Валандово. Имаме над 8 нови општини кои што се приклучија. Значи, проектот веќе година и пол дена е откако е започнат и Агенцијата за енергетика е и некои луѓето присутни тука од општините на одредени активности што сме ги спроведувале. Јас верувам дека со неколку пилот општини и со училишта истата целокупна документација и процес би го поминале, се со цел институционално, правно и законски ова да биде покриено и да биде одржливо. Бејќи она што го направивме со ЕСКО модел за јавно-приватно партнерство за уличното осветлување, веќе со овие општини можам слободно да кажам дека целокупна документација ќе ја предадеме на Агенцијата за енергетика, бидејќи она е носител на овој проект заедно со Европската банка, и истата документација општините без проблем ќе може да ја користат, а истата е верификувана веќе во над 13 општини. Фирмите што се јавија, ви кажам дека се премногу големи, капитално јаки, кои што во својата структура имаат големи правни и економски сектори, кои што целата оваа документација и она што ЕСКО компаниите го спроведуваат, го верификуваат. Процесот на мерење и верификација, ви кажав дека е многу значаен, затоа што ги докажува заштедите, а тие заштеди се неопходни за големината на средствата кои што крајниот корисник ги плаќа према ЕСКО компанијата. Сето тоа е дефинирано во така наречен International Protocol for Measurement Verification процес и како што спомна и од Агенцијата за енергетика и Љупчо Димов, значи постои и обврска за софтвер постои за мерењето и верификацијата, односно
заштедите на енергија да бидат прикажани и ставени на системот. Ние со овој проект кој што во моментов тече за јавно-приватно партнерство за уличното осветлување, верувам и за училиштата, што ќе го направиме многу скоро, ќе се отвори можноста да реалните заштеди, кои што спомна од Агенцијата за енергетика, значи од не топ-даун, од bottom-up, односно не од горе надоле, туку од долу нагоре, протоците реални бидат ставени на истата платформа и да бидат корисни за сите понатаму. Благодарам. Ви благодарам. Здравко, јас не поминав ни целата презентација. Не, нема ни потреба, бидејќи се работи за уличното осветлување. Добро. Темата ни беа училиштата, од тие причини не сакав да продолжам за истите. Добро. Ви благодарам. Одлично, мислам, многу интересни и корисни информации за сите. Јас во меѓувреме гледав дека на чатот се поставува прашања. Антони, од чатот, јас го следев чатот. Добро. За школите да им појаснам. Значи, не е спорно училиштата сами да направат тендер за набавка на електрична енергија. Но бидејќи секој училиште, како објект, е мал потрошувач, мал поредено на однос на оние понудувачи, никогаш нема да ја добие таа сума ниска за снабдувачот што ние овде сме ја добиле. Значи, ние одлучивме со една цела постапка сите училишта, со одлуки на тие, како ви се вика, училишни одбори, да ги предадат вашите бројила. Ние како општина тие бројила ги земавме како наши и заедно со нашите административни бројила го направивме тендер. Така добивме сума на и 800 мегаватчар. Се вклучува некој. Чекај да видам. Само момент, вака ќе направам. И Ајлјупчо сега, ајде повелете. Чекај. Не, се уште не. Само зашто не ќе unmute? Сам нека се вклучи. Да, треба сам да се вклучи. Вклучете се сам на мјут? Така, добро. Значи, можноста да ги собереме бројлата и дека 10 школи плюс административните објекти на општината се веќе доволна и интересна количина на енергија за да ја побараме од овие понудувачите, тоа ни оможи да ја зимнеме цената. И реков дека јас овој модел не го криев, туку го пратив преку као председател на мрежата на СЕЛ до сите општини. Знам сигурно дека десетина општини тоа го зема и го спроведува во нивните општини, но никогаш не можеме како правило да го кажеме дека мораат сите. Но ние како искуство тоа го понудивме и така добивме ефтина цена. Тоа е што приметив од чатот. Ако има уште нешто, ви стојам на располагање. Така, ви благодарам. Има коментари тука, мислам дека Тино Кичево има повеќе. Малку објаснување до училиштата како е можно да дојдат до излез на пазарот на електрична енергија преку општините. Тоа го кажав сега, што е. Добро. И постапка во секоја општина е пратена, буквално во сите општини преку ЗЕЛС, така да може тоа да го искомуницираат и заедно со општината да го направат. Добро, ќе ми дозволите да го споделам вашиот имејл во чатот? Не е проблем. Добро. Слободно може да се јави некој во аудио доколку сака. Може да се јавиме? Може да се јавиме? Да, слободно повелете. Значи, многу се добри овие конференции за енергетска ефикасност на објекти, но треба да се почне со вистинска реализација во пракса на овие убави проекти.
фотоволтаичните соларни системи треба да се постават во сите училишта. Со нивното поставување ќе имаме користите со заштита на енергија. Значи, за да бидат заштедите поефикасни, треба добра термичка изолација на училиштата со поставување на ПВЦ дограма. Со голем стручен надзор при поставувањето на ПВЦ дограмата треба да се внимава на нејзиниот квалитет. Во моето училиште пред 5-6 години се постави ПВЦ дограма. Од кој училиште доаѓате? Од Ристе Скиричко од Прилеп. Од Прилеп, добро. Да. Ова ПВЦ дограма за неколку години почна да се распаѓа. Значи не е поставена квалитетна дограма. Едно е кажано, друго е направено. Значи не е во ред. Не е само да се издачат големи пари од европските фондови, туку треба правилно да се употреба. Треба голема енергетска контрола на овие објекти. Ова го правиме за наше добро. Не е само да земиме пари од европските фондови, туку и правилно да се насочат тие проекти. Тие пари, огромни пари. Да не завршат кај поединци. Добро, некој конкретно имате прашање можеби или ова е само дискусија? Ова е само дискусија, да. Добро. И јас би само би се надополнил на тоа. Значи, кога се веќе потрошени средства, постои пракса, или сум видел во општини некај нас, дека тоа што е вградено и направено е под граничните коефициенти кои што се дадени со правилникот за енергетски карактеристики на објекти. Значи, вие сте фрлиле пари и ова што рече колегава, сте ставиле прозори кои што сигурно се над 1,7 и неквалитетни и тоа е фрлена пара. И затоа повторно се враќаме на она првото, значи овие работи се дефинираат во енергетската контрола и во предлог мерките, каде што велам, коефициентите на прозорот треба да бидат под единица. Тоа значи двостојно или тростојно застаклување со нискоемисионен пренос и тогаш нема утка. Значи, кога ќе се потрошат парите, да се знае за какви мерки се потрошени. За жал имам и такви случаи, како што рече колегата. Благодарам, Љупчо. Имаше прашање од чатот, која компанија може да стане ЕСКО, која е законската регулатива? Ова е чатот. И како што разбрав, ЕСКО компаниите значи може да ги земат под закрила училиштата и да речеме да ги стераат сите тие чекори кои се потребни, кои што и Љупчо ги наведе во неговата презентација за да може да дојдат до реализација. Јас ќе одговорам вака, значи законската регулатива во моментов не прави ограничување која компанија може да биде ЕСКО компанија. Нити треба да има придавка, нити треба во регистарот на дејности да биде некоја посебна шифра на дејности додадена на постоечките. Значи, дали со новиот правилник, што ќе биде усвоен од страна на Министерството за економија, односно Министерот за економија, ќе бидат дефинирани кои се може да биде ЕСКО компании, тоа не би можел во моментов да го кажам, меѓутоа, значи, секоја компанија доколку сака може да биде ЕСКО компанија. Меѓутоа, битно е тоа дека она мора да поседува добар капитал и второ, во тендерската документација, како и секоја тендерска документација, се дефинирани критериумите кои што крајниот корисник, во овој случај беше општината, бара ЕСКО компанијата да ги има исполнето. Например, барањето скоро кај сите општини беше да во последните 3 години нивниот финансиски обрт биде еднаков на висината на предвидените инвестиции во истиот проект. Значи, ако инвестиционата вредност е 20 милиона денари, значи 20 милиона денари се бара обрт на истата ЕСКО компанија во последните 3 години, нормално со себе да носи и одреден број на ресурси. Тоа значи одреден број на возила, уличното осветлување, значи електроинженери, електротехничари, тие не мора да ги има она запослено, меѓутоа како аутсорсинг, односно да имаат од други фирми,
може да договор да има со друга фирма, се со цел, значи, критериумите ги утврдува општината, односно крајниот корисник за ЕСКО компанијата. Меѓутоа, многу битно е дека вкупната и целокупната инвестиција, значи, ја носи ЕСКО компанијата. Она дава гаранции, она ја осигурува опремата, а од друга страна пак се е направена и цесија, доколку општината, значи, биде блокирана, да ЕВМ Македонија или операторот на електрична енергија директно ги солвира врските према ЕСКО компанијата. Значи, со училиштата, тоа се уште сме во процес, значи, на солвирањето како би одело, се со цел да се заштитат и ЕСКО компаниите, а не само да вложат од своја страна. Благодарам, Здравко. Препоставам дека и горе-доле сега го одговорите и ова прашање во чатот. Има уште едно, само да кажам, од Даниела Ристова. Може... Ќе дојдам кај си. Ќе дојдам. Добро. Значи, од досегашните ЕСКО проекти во училиштата, дали училиштата плаќаат за изработка на проект или тоа го прави општината? Колкав е процент на финансиско учество на училиштата? Значи, вака да ви кажам, значи, документација не постои скоро кај сите општини. Капацитет во мал број на општини постои за изработка на документација. Значи, иницијативата повторно треба да потекне од училиштата према општината. Документација мора да биде направена. Најниското ниво, кој што спомна Љупчо Димов, е енергетскиот преглед. Потоа иде физибилити студија, иде основен проект. Значи, се со цел што по-добра документација биде направена, поточна е техничката спецификација и поточна е утре имплементацијата на она што се бара да биде завршено. Недостатокот од капацитет не ги прави општините и училиштата необврзувачки да ја направат. Значи, средства мора да се изнајдат и постојат, меѓутоа не сакаат да бидат издвоени за правење на документација. Таа мора да биде направена и како таква, што е подобро направена, значи спроведена. Вие, како год да сака училиштето или општината да аплицира од едно од многуте грантови, значи средства кои што доаѓаат, а остана и неупотребени, е првата работа да поседувате документација за апликација. Втората работа е да ви бидат во плановите на општината долгорочни, краткорочни и така натаму влезени, па макар и не спроведливи. Тоа значи дека со влегувањето во тие документи на општината ја отварате вратата за аплицирање према било која надворешна институција, дали се тоа европските пари, дали се тоа светските пари, се со цел, значи мора да имате една визија за тоа што го правите и тоа да ви биде влезано како визија во стратешките општински документи, се со цел да може успешно да се аплицира. За жал, кај нас е обратното, излегуваат повици, а општините, крајните корисници не се спремни и во тој момент започнуваат да прават документација, роковите се кратки и парите заменуваат. Тоа е состојбата. Благодарам, Здравко. Јас исто, ако ми дозволите, ќе споделам вашиот имейл на чатот. Прашање до Звонко, преписувам Здравко. Дали може да ни споделите нео компании кои може да ни помогнат со изготовка на техничка документација? Значи, прво тоа не е во ред, затоа што техничка документација да изработи некоја компанија, тоа значи да си ги прилагоди условите на тендерската документација сама за себе. Значи, правото е на отвореност и конкурентност на ЕСКО компаниите, се со цел да добиете позитивна ЕСКО компанија. Што значи тоа? Што се однесува до уличното осветлување, ќе ви кажам ја критериумите кои што ние ги направивме. Прво, зададовме минимални технички карактеристики кои што морат да бидат исполнети. Тоа е првиот критериум што го направивме. Вториот критериум е дека извршивме бодување на два начина. Првиот е 15 бода добиваше онаа ЕСКО фирма која што ќе понуди најголем животен век на светилките и најдобар квалитет за гаранција.
И во вториот 80% кој што носеше, а е двостепено, првиот идеше во електронскиот систем за јавни набавки, а другиот преку електронскиот систем за концесии што е на Министерството за економија, победува она ЕСКО компанија која ќе даде најголема нето финансиска добивка за општината. Прв пат во Република Македонија спроведовме позитивна електронска аукција. Тоа значи дека победува она ЕСКО компанија која ќе даде најголема нето финансиска добивка. Истото се спроведува и тука. Односно, да скратам, процедурата е следна. Она ЕСКО компанија која што ќе даде најголеми заштеди на енергија, најкратко време на враќање на инвестицијата, а најголема добивка за крајниот корисник, тој победува. Благодарам. Дали уште некој би сакал да се јави за дискусија или да постави прашање, може би во чатот или на аудио? Доаѓаме до крајниот дел на конференцијата, може би уште едно до максимум две прашања. Може јас да го прашам Тино? Слободно, повелете. Тино, направивме убав проект, 4 школи со Horizon програмата, да ги направиме на дрвен чипс. Има ли шанса тоа да го реализираме во Кичево? За сега нема, Љупчо, да се надеваме со другиот градоначалник. Добро е. Овој градоначалник имат разбирање, меѓутоа не му се дават пари. Здравко понуди €1.000.000 од Светска банка да го реализираме тоа, а да го плаќате од заштедите. Знам све, меѓутоа имат едно златно правило кај градоначалниците. Ако периодот на отплата на проектот е подолг од мандатот на градоначалникот, проектот не е успешен. Тоа се надеваме не е кај сите така. Најчесто е. Да ги обучуваме пред да станат градоначалници. Да. Дефинитивно. Јас да се надоврзам нешто сосема малце. Значи, со проектов имаме уште една работа што спроведуваме. Љупчо Димов знае, еве и Кичево го спомнате, се јави во моментов. Значи, тоа се малите дистрибутивни системи за грејење. Што значи? Значи, со Energy Supply Contract, тоа е вториот договор кој што ви го кажував, значи за снабдување со енергија, правиме мали дистрибутивни системи за грејење. Тоа значи дека неколку општински односно објекти кои што се под локална самоуправа се опфатени. Исто така, значи, школи, градинки, местни заедници или така натаму. Тоа ќе го спроведеме во општина Радовиш. Во Кичево веќе имаше таков проект, меѓутоа во однос на финансирањето, значи и градоначалникот кој што мандатот е, односно времето на враќање на инвестиција е поголемо од мандатот. Меѓутоа, овие мали централни дистрибутивни системи отвараат многу голема врата, бидејќи знаете дека снабдувањето со топлинска енергија исклучиво е во град Скопје, додека сите останати градови во Република Македонија имаше и Битово едно време, меѓутоа тоа се работи за сосема мали капацитети. Се работи за тоа дека се вршиме централизирање на грејењето према повеќе објекти на ниво на општина. Истите настојуваме претежно ги ставиме во спортските сали. Зошто? Значи, една од главните причини е тоа што дека спортските објекти се не греени, иако тие се користат и за спортски и за културни манифестации. Нашата интенција беше следна. Значи, преку ден снабдувањето со топлинска енергија се одвива во објектите, дали се тоа градинки, школи или дел од општинските згради. По завршувањето на активностите во истите, целокупниот капацитет е насочен за спортските сали, со тоа што е направено посебен тип на зонирање во спортските сали, бидејќи они се големи потрошувачи на енергија, а доколку се користат, значи, само по основ на културни манифестации или пак на некои мали спортски активности, тоа знаете дека
финансиски е неисплатливо. Тие причини, значи, зонирањето што ги направивме во спортските сали беше со цел од 10 па нагоре луѓе да бидат присутни, а сепак салата да биде обслужена со грејење и да задоволи потреби, односно услови дефинирани температурно за таков тип на објекти. Втора работа што ја искористивме е тоа дека истите имаат големи кровни површини за санитарна топла вода, кои што може да бидат ефикасно користени и за санитарна топла и за надополнување на грејењето во зимскиот период, толку колку што обновливиот извор, односно сонцето, ќе даде, а фотоволтаиците како такви се уште сметавме дека не се пристапни за општините, односно за овој тип на проекти, затоа што нивната инвестиција е преголема во моментов, а бенефитите се премали што ќе ги имаат, особено кога се однесува до приклучување кон дистрибутивната мрежа на ЕВН или самостално вклучување со посебни инвертери. Водевме сметка да ја покријат потрошувачката на објектот, а се откачат од напонската состојба на пренапрегнатост на одредена фаза од дистрибутивната мрежа. Тука ќе влезе и Свети Николе, Здравко, нели? Да. Така. Тука ли е колешката од Свети Николе? Овде сум, овде ве слушам. Убаво. Одлично. Спортската зала, училиште, средно училиште и градинка да бидат со една подстаница со обновливи извори на енергија. Ало. Одлично. Веќе го изминавме времето кој што го договоривме, доаѓаме до 11:35. Јас да повелете? Кратко би сакал, ако бидејќи ајде јас почнав и да завршиме, ама Слободно, ајде, ако сакате некој збор од ваша страна, имаме да доаѓаме до затворање. Да, еве така баш ми е драго што ваквата конференција се надевам дека баре малку ќе допринесе за подобрување на енергетската ефикасност во училиштата генерално. Ако ништо друго, доста ваши учесници се запознаа што е тоа ЕСКО компанија, кои се тие други видови добри примери пракси од ТВ општината Карпош, која е доста така напредна општина. Сакам да нагласам тука една работа дека многу е битно сите општини да си ги прават тригодишните програми за енергетска ефикасност, така како што е дефинирано и порано беше, ама и во новиот закон, значи за енергетска ефикасност, за да би можеле после да ги користат сите бенефити, значи без добра програма, без добар план и проекти не може да се учествува и да се добијат тие, да речем, грантови и така натака. Така да, така би заокружил, ми беше драго што уште еднаш учествував на ова конференција. Па се гледаме во наредна прилика. И благодарам Нехри. Антонио, уште еден апел од мене на реченица. Слободно, да, и гледам има и во чатот уште едно-две прашања, ако можете видите, и да идеме со крајни завршни зборови. Значи, бидејќи овде слушатели се од школите, не ја чекајте општината да направи енергетски контроли за сите вас. Има во секој град, скоро, барем таа ги знам, лиценцирани фирми за енергетска контрола. Ранг на величина за една енергетска контрола е 1000 евра и тоа се средства што и самото школо може да обезбеди. Почнете од тоа за да имате документ кој што ќе можете понатаму во било која прилика да го искористите. Тоа е мојот апел до школите. Благодарам, Љупчо. Може би Здравко некој завршен збор?
Да, драго ми е што образованието, односно училиштата како засегнати страни се јавуваат, меѓутоа повторно јас се надоврзам на Љупчо и на Агенцијата за енергетика, значи општината прави 3-годишни програми и акцијски планови. Приоритетот во тие акциони планови, значи сигурно на листата се наоѓаат и образовните институции. Сите што се овде присутни со училиштата, потребно е да погледнат дали нивните објекти се наоѓаат во 3-годишните планови и акцијски планови на општината. Значи, доколку се наоѓаат, значи настојувајте да се изработат енергетските прегледи како основа, како еден најмала основа за добивање на визија за тоа дали енергетската ефикасност е исплатлива во сите објекти или не е исплатлива. Една голема работа што треба да се напомене дека за сите оние кои што имаат намера да учествуваат во било каква апликација, потрошувачката на енергија 3 до 5 години историски назад е многу потребна. Значи, сите училишта кои што можат и треба да ги соберат податоците за секој тип на енергент што го користат. Дали е тоа електрична енергија, дали некој користат дрва, дали некој користат екстралесно масло за домаќинството, значи податоци да соберат на ниво на образовна институција или училиште. Значи, се со цел, истите да можат да му ги дадат на енергетскиот менаџер на ниво на општина. Секоја општина по правило треба да има енергетски менаџер. Енергетскиот менаџер е должен, врз основа на тоа што го кажа директорот на Агенцијата за енергетика. На страницата на Агенцијата за енергетика се наоѓаат урнек документи за 3-годишни програми, значи акцијски планови, исто така и се наоѓаат енергетски прегледи за, односно физибилити студии со кои што можат да бидат симнати и на истите, по истите, значи да се изработи програмата. Значи тие документи кои што ги поседува агенцијата можат слободно додат на нивната страница да бидат симнати. Енергетскиот менаџер врз основа на симнатите документи може многу лесно и брзо да ги направи и 3-годишните програми и исто така да ги припреми и документите, а Агенцијата за енергетика секогаш веруваме со нејзиниот, иако мал капацитет, секогаш стои на располагање на општините да им помогне во изработка на таа документација. Им додаде може 20 луѓе во агенцијата, нели Насер? Нехри, извини. Да, Агенцијата за енергетика тука се јавува како координатор на целиот овој процес, а многу се општини, многу се податоци, многу е работа. Се надеваме дека и они ќе добијат видна поддршка за подобра имплементација на законите. Мислам дека јасни беа инструкциите. Баш ме радува што имавме заинтересираност и до самиот крај остана доста учесници од сите општини, значи да ова е идејата да стварно ги потикнем училиштата да ги потикнат општините да разгледаат дали во програмите се они вклучени и како што зборува и Здравко и Љупчо, чекори кои што треба да се преземат почнувајќи со енергетската контрола, енергетскиот преглед да се даде основа за документ кој што би потоа бил во стратегијата, во визијата, но и во начините за добивање на повеќе финанси. Мислам дека можеме полека да затвараме, односно да се заблагодарам на сите кои што учествувате. Јас како следни чекори, како што реков, ќе ја ставиме оваа конференција на YouTube, би можеле да се ја преслушате некоја презентација или некој дел кој што уште еднашка би сакале да го слушнете. Ги споделив во контактите на Здравко и на Љупчо на самиот чат, кој што ви можеби некои поконкретни прашања да им поставите.
На Агенцијата за енергетика ја имате, може да пристапите на нивната веб страна ea.gov.mk, таму се сите контакти, сите урнеци кои што ги спомна Здравко се таму. И добивам едно прашање за петицијата, да ја спомнав петицијата на почеток, препоставам линкот ја добивте, петицијата е за сите, значи за сите училишта зборуваме, таму ги пишува средните училишта, бидејќи ние направивме анализа на carbon footprint врз база на податоци од средните училишта и инаку се однесува за сите училишта, така да потпишете ја петицијата, со тоа ќе доставиме здрави во септември сите овие податоци и како извештај до Министерството за економија, колку сме консултирале, колку имаме поддршка за ова, за да се стави поголем акцент на самите училишта да се вклучат во овие процеси и на енергетска ефикасност и за сончева енергија и образованието исто така се фокусира околу ова. Ви благодарам уште еднаш и ќе останеме во контакт. Следната конференција ни на 23 јуни ќе се однесува на сончева енергија и за една тема која што и Љупча ја начна енергетски задруги и можностите училиштата да бидат не само корисници, него и да се изложат на пазарот на електрична енергија, за да пласираат, односно продаваат електрична енергија преку сонцето. Тоа ќе биде следна тема, во меѓувреме остануваме во контакт, ги имате моите контакти на говорниците и се гледаме во следна прилика. Пријатно. Пријатно. Пријатно, чао. Поздрав. Чао.